Прва категорија, наменети за целата публика. 22 кутии. 22 цен преварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. Драгана од сефот на банкарот зема 12.000 денари и остави бајаги од сефот, од парите од неговиот сеф, што значи дека вечерва дефинитивно мора да се потрудиме за многу повеќе пари и се разбира за милион. Добро вечер, драги наши гледачи. Ново издание, нов надпреварувач, нова се надевам интересна и игра со многу пари. Почнуваме токму сега. Гоце, кутија број 7. Сега дочека својот ред. Гоце Младиновски со кутија број 7 од Скопје. Добра ти вечер, Гоце. Добро вечер. И добре ни дојде. Добро најдов. Расположен си, нели? Малце. Па на мене е баш најмалку од тебе очекував сега да направиш и да имаш, не знам, некоја мала трема како што изгледаш. Па Добро ли трема. проценив? Има трема. Зошто? Све е различно. Се е различно. Додека беше зад кутиите, често те прашува и да бидам искрена и погодуваше. Имаше, да кажам. Па да. Можеби не толку Не интуиција, толку, ама- колку што имаше некоја добра статистика што од прилика мислеше и знаеше кој каде се наоѓа. Вечерва што влиза седумката? Седмица. Да. Добро бројче. Што А да за кажам? тебе? Ќе видим. Ќе види. Ќе Ќе видиме видиме. дали имаш шема, мајлија, начин на игра. Шема нема. Све е среќа. А мајлија дома е. Двете ќерки или на Јана. Така, значи тие Yes. се твоите мајли, Yes. нека се здрави и живи. Добро. Гоце, оваа седумка за која што кажа дека е убава бројка, немаш некој посебно мислење и значење во твојот живот, меѓутоа само сакам да кажам дека имаш 35, 6, 500, 251 милион кои што сакаме барем една од нив да е во твојата кутија, по можност оние три највисоки. Меѓутоа, знаеш дека постои опасност да имаш и нешто многу ниско, односно да имаш нешто сино, па затоа е многу Денар. важно да го, апсолутно е можно, така? Така е. Се е можно, така што многу е важно, ако немаш нешто високо, нели да го продадеме убаво. Никој не знае, Гоце, која сума во која кутија се наоѓа. Ниту јас, ниту ти, ниту банкарот, затоа што членови на надворешна комисија се задолжени за распределба на сумите. Отвараш кутија како што сакаш и продаваш тогаш кога тоа ќе го посакаш. Дали си подготвен? Па да. Ти треба ли уште некоја секунда, можеби? Не. Таман имаме джингл, па... Тамане. Ајде. Гоце Младиновски, кутија број 7 во ова голема психолошка битка со банкарот. Ќе ве забавува вечерва. Почнуваме прва рунда. Почнуваме. Може. Со кого? Звонимир. Број 19. Број 19, Звонимир. Отвори ја кутијата. Може. Кого гледаш, кого мислиш? Гледам мојот ред. Таму е. Комшиите. Па сега. Ајде, Софи. Кутија број 14. Софија, отвори ја кутијата. Браво! Немаш денар дефинитивно, се посомнева дека може би имаш. Добре. Среќа па немаш. Раде, тебе не те прашувам ништо. Раде, отвори милион. Вечерва ќе го причуваме малку. Кого нема да чуваме? Кого? Ќе видиме сега. Ајде да видиме осмицата. Билјана е нова. Со кутија број 8. Билјана, здраво. Здраво. Представи ни се. Јас сум Билјана од Битола. Мајка на две деца. Син и ќерка. Вработена. Каде? Во приватна фирма. Како што? Како агроном. По професија сум агроном, да. Тоа е многу важно да знаеме. Презимињата ми ги прескокнувате, а нам не е важно да ги знаеме презимињата. Како се пишеш? Ристевска. Ристевска.
Добро. И си агроном по професија? Да. И работиш како агроном? Да. Одлично, доаѓаш од Битола? Да. Добро, сега е доволно, Билјана. Сега можеш да ја отвориш кутијата. Со среќа. Браво. Трето, сино. Да пробаме злате. Малце ми е сумњив, ама ќе го играме. Злати, ако си сомнителен вечерва, сепак се надеваме дека нема да изненадиш, отвори ја кутијата. Број 1. Со среќа. За пријателот од истиот ред. Добро е, 10.000, може. Прво црвено. Уште една. Уште една. Андреј? Не знам да не ја луфнаме работава. Се надевам. Број 6, Андреј. Не знам што да се надевам. Неам посебно некое мислење за шескава, неам некое големо значење, може да биде нешто, ама што е внатре? Може. Океј. Број 6. Ајде, Андреј, се надевам дека нема да сгрешиме. Да видиме. Со среќа. Добро. 35 не е страшно со оглед на нели какви кути отвори и Добре. што ти остана во Да. игра. Овај дефинитивно ќе ја наричаме добра, скоро одлична овај прва рунда. Солидна. Така е, сосема солидна. Ете, може би тоа правиот израз. Со кого си дојден, господине Гоце? Кои се овие две убави дами? Нека се Девојки, здраво. представат. Браво. Ајде. Јас сум Весна, сопругата на Гоце. Читам овде 22 години сте заедно. Во брак, Во брак колку? во брак 7-13, нака 13. 14. Дека 14, ама А заедно сте... заедно сме 22. од 18 години, да. Да, баш ми е драго, значи тоа е сопругата и Здраво, јас сум Жаклина, тетка на Гоце. тетка. Драго ми е Жаклина. Значи, женска поддршка донесе, силна поддршка, блиска, важна поддршка, секоја чест. Ќе видиме. Првата рунда ти беше навистина солидна, ти добиеше солидна прва понуда од нашиот банкар, но тоа ќе го слушнеме сега. Важно ми е нам дека отвори, односно ги остави највисоките 4 суми. Ајде да видиме што вели банкарот. Добра ти вечер, банкару, за прв пат вечерва. Така, вели убава женска поддршка, голем поздрав до нив и секако до Гоце. Од банкарот. Поздрав и до него. И они те поздравуваат. Најголем поздрав. Се надеваш дека ќе има слична игра како Драгана, дека нема ти земе многу пари. Тоа го посакуваш. Добро, тоа е само твое посакување, твоја желба, која што нема да ти се исполни. Кажувај. Солидна. Вели 9000 денари е солидна прва понуда, кажи дали важи. Не важи? Одиме понатаму. Тоа значи дека 6.500.250 милиона остануваат во игра и мора да останат во игра. Одиме со втора рунда заедно со Гоце. Илија. Број 2. Кутија број 2. Или ја отворија. Високо е. Добре. За среќа не највисоко, 100.000 нема. Но сега мора да се оди кон нешто сино. Гоце, Баш така. не сакаш девојкиве да ги прашаш нешто? Не ти се меша. Не, они не сакаат. Ти да О. сакаш, они не сакаат. Даниел, број 15. Даниел, отвори ја кутијата. Добро е, 1000 денари. Сега си се наред 100 денари или 10 денари. Бидејќи се запна 100.000, па 1000 денари, ајде сега. Комшиката, Милена. Кутија број 20, ја бираме Милена, гледам тука како отвораш кутија, ќе отвориме Милена, па ќе коментираме. Милена, отвори ја кутијата. А таму... Тоа
ти се вика човекот збор, кажано, сторено. Дали е таков твојот сопруг, драга моја? Во суштина, да. Во суштина. Што ќе каже, нема премислување. Еве, го видовме тоа тука и на лице место, така да секоја чест. Во секој случај, убава рунда број 2, затоа што остана највисоките 2 па и 65.000. Забележувам, освен Илија, горе никого не отвори, имаме ли некој сомнеш таму? Па некако ми се сомнителни. Да? Да. Добро, забележав дека горе-долу сите ги... Затоа и пробав со Илија. А пробава начинеше 100.000, а? Да. Добро, ќе видиме, може би си во право. Гоце, со што се занимаваш? Која е Работам твојата професија? во печатница за производство на етикети, за амбалажа. Таму сум веќе 20 и кусур години. Навистина, па Да. имаш ли некој друго работно искуство освен како се вика печатницата? Монико. Монико. Да. Добро, а јас читав Монако, реков во Монако работил. Добро. Монико. Имав, да. Што? Исто у печатница, ама краток период беше тоа. Значи ти запнат печатница и ништо друго не те Па тоа интересира. имам завршено и... Навистина? Да. И си имал тоа го среќа да си работим, работиш по професијата. Знаете, јас знам зошто ве прашувам, ми е она редовно, стандардно прашање што сте работеле во животот, затоа што рандом, како ќе сретнам некого или некои мои пријатели, вели секогаш не е интересно кога ќе почнат луѓето да набројуваат што се работеле, каде работеле, јас го слушам гласот на народот, знам што тие сакаат да слушнат и од таа причина секогаш инсистирам да видам кој што работел во текот на животот, а ти беше оној кој што тоа што го заврши, тоа што го учеше и го работеше. баш така. Драги мои, со што вие се занимавате? Јас сум професор по историја во средното училиште на град Скопје, Здравко Цветковски. Цел живот си професорка? Па бев професор, па излегов малку од професијата. И пак се врати. Па пак се вратив. Еднаш професор, секојаш професор. Па во суштина, да. А тетка? Јас во јавно предпријатие во Македонска железница, инфраструктура, во секторот ЕТП и воедно ги поздравувам сите колеги. Така е, добро. Баш убаво. Еве, дознавме и со кого сега овде ние се дружиме оваа вечер. Тоа знаете дека нашите луѓе ги интересира. Слушаме се кого го интересира. Ако сме тука, мора да се знае се, нели? Банкару, дали се ова доволна информација или треба уште да прашуваме? Па јас сум гласот на народот, ти да не си. Па не си. Политичка партија да направам? Не. Не, партија може да направам некаква, ама да не се занимава со политика. Ќе смислиме. 16.000 денари, убаво покачување на 9.000 денари, скоро по удвојување. 65.000, 250.000, милион, 16.000 денари. Кажи дали понудата не важи, господине Гоце? Понудата не важи. Не важи. Третата рунда е на прагот. Треба да започне токму сега со 3 кутии. Девојките не се вклучија, во старт те откачија. Дали тоа значи дека нема воопшто да се вклучат? Не, ако сакаат, Не, може. јас знам дека ти им дозволуваш туку. Дали тие сакаат, дали планираат? Ако почувствуваме, може ке се вклучи. Така, сега чувствувате дека нема потреба од помош. Сега моментално не. Нека игра сам сега. Ама ќе реагирате ако некој ви е сомнителен. Немојте после, ја бе сакав да ти речам, па шепнав, па не ме слушна, па ти реков дома завчера. Да. Ке реагирам. Трета рунда, да реагирате. Ајде. Повели Гоце. Анета, број 5. Само малку. Анета, отвори ја кутијата. Браво. Другата комшика ќе идеме. 21. Само да погледнам, многу интересно. Значи, целава десна страна имаш отворено само двајца. Значи, долу еден, Звонимир ти ниско му отвори, нели? Звонимир и Илија ти се отворени само оваму десно, а ваму Пепел ги направи. Значи, се отвори. Добро, значи која кутија рековме? 21. 21. Елизабета. Комшика. Ајде, другата комшивка бити. Браво! Уште една. Сега ќе биде Олга. Број 18. Само малку. Господја Олга, значи го исчисти. Малце ми е така, ама нека отвори. Девојки, ве молам, малку се мисли. Десна.
за 18-ката? Дали сте за отворање? Го поддржувам во Го одлуката. поддржувате. Добро. Олга, отвори ја кутијата. Да видиме. Браво. Дали добро избројавме дека се 3 сини? Да. Па тогаш аплауз. Што е работава сега, кажува ваму со деснава страна? Еса, Како? еса. Критично. Ради, ја мислам дека тоа е Раде. заради тебе. Има добра Цела интуиција. страна ја држиш ти таму. Сања и Раде ми се Еден дол, еден горе. Број 3 Сања и Раде најсомнителни. Добро, ќе видиме. Велиш дека скоро секој викенд го поминуваш на планина, што е Да. многу паметен избор, гледаме секој викенд, да. секоја чест. Сите Колку што заедно. можеме. Много, Па некад кога со имате- сопругата и децата. Возиш 4 цикл, тоа е Да. тоа што те... Да, со другари, пријатели. Да. Каде ви е омилена дестинација? Каде возите? Каде имате она можност да Па возите? претежно идеме Скопска Црна Гора. Цела ја возиме, кажано делумно. Така. Значи има таму убави патеки кај што можете да возите. Почнуваме од Црешево, се спуштаме до Блаце. Чекај се, вака. Црешево, бидејќи јас сум од Виниче. Да. И Виниче, тоа не е Скопска Црна Гора. Добро, таму фаќаме цела Да, значи многу често ги мешаат, не е тоа, значи Да. Скопска Црна Гора е од другата страна, Од другата односно нели како се вика таму од Бутел после Бутел. Добро. Да. И вие почнувате од Црешево. од Црешево. И кај одите? По цел Срт возиме, се спуштаме, кажано, до Блаце. До Блаце? Да. Колку ви трае тоа, да речам, Епа, во еден правец? па... Колку се цела возите? тура, зависи од километража, има негде околу 60-70 километри. Баш убаво. И трае, зависи. А надвор дали се зависи- возеле некаде? Мислам надвор од Македонија, сакам Од да кажам. Македонија не, Не? ама у Македонија да. Бевме на Кожув планина. Така, имате своји 4 цикли или Да, ги изнемувате? свој. Затоа што овде се, не знам дали знае твојата супруга, ама си напишал дека парите ти се за нов 4 цикл. Па, Добро, да ќе да. кажам дека може и за Египет заради жена му наводно да се извади. Да, сакала на Египет. Па се надевам дека, Чекај сега, здравје Боже, земаме Здравје. убави пари. да, Прво здравје. што ќе направиш? Па Ама све- искрено. Искрено све зависи од сумата. Па сега збориме убава сума. И што ќе направиш? Па може до Египет. Не дека Па нормално што ќе кажеш 4 цикл. Па ти сакаш ли дома да си одиш? Не, сега ако земе милионот, нормално. Ќе има и за едно и за друго. За двете Ма ќе има. таму ќе возиме 4 цикла. Таму ќе возите низ пустината, Па, така е нормално. си има, како се вика тоа, тури убави ова, она. Многу прашина има таму, а ние идеме на чист воздух. Па, добро, и тоа се согласувам, ама сепак искуство. Да. Сум го имала Да, нета. Така. Во Египет, не го вамо во ова, во вамо. Вамо мислиш? Позади парк. Ова беше многу добро што сакав да го кажам, не е важно. Сакав да кажам дека ќе си ставите марами, тоа е Да. искуство сепак, нели? Слушај, тидете вие првин до Египет, па после ќе се вози со 4 цикл. Така. А на добар пат сте. Само вака да продолжиш, да видиме која е понудата број 3 од банкарот. Банкарот до овде позади до Дубај, до Египет ќе одиме тука. Па, вели сме имале славно Крушево и славно Виниче. Па нормално, кога водителката ви од таму, како може да не биде славно? Никој не може да ни се налути. Секој си го брани своето и си го фали. Позади нас има пустина, не знаеш. Позади банкаро пустина, кажувај, да за ние пустош сакаме да ти направиме во сефот. Кажи која е понудата. Да, вели, понудата број 3 е одлична и навистина е одлична. Леле, се издишува овој... Шо е работава? Све зависи колку ќе даде, ќе понуди. Како број 3 е... Она, баш е убава. Меѓутоа, двете највисоките се во игра, па дури 65, 35.000 е понудата. Број 3. Да потенцираме.
Да потенцираме дека понудата е број 3. Како? Понудата не важи. Понудата не важи. Интересно е дека нели се намалува сега бројот и сега ние од левава страна имаме само уште една кутија. Да. И сега Сакал Нејќел ќе мора да отвори нешто и од десна страна. Иако мене ми изгледа као да ќе го чуваш Ненад, или? Четворка код четворка малце ми е често пат, неколку пати знаеше да отвори милион, поголема сума кажано. Така да малце ќе причуваш? Добро, така и ми делуваше, да. Ненад, што вели за тоа? Четворка? Па, ја до сега се ми беа ниски, а има четворка милион. Милион, добро. Ете статистиката на Ненад. Добро, повели. Девојки, внимавајте. Минско поле. Минско. Ајде. Петре. Број 13. Мене не ми е лош број, така да Петре. мислам дека ќе има добро. Отвори ја кутијата. Рекна. Да видиме, браво. Браво. Битола како е? Милион отворив, мислам, пред 4 емисии, така нешто, ама не беше деветка. Ништо ќе отвориме Ангела. Број 9. Број 9, Ангела. Отвори ја кутијата. Висока е. Добро е. Добро е, така е. Така е, добро е. Значи да заборавиме на 251 милион кои што може би се наоѓаат во твојата седумка. Мислам една од овие две. Ако не, гледајте сега добро, имате 3 сини, имате 4 црвени ниски, значи имаме 7 кутии за отворање убави. Катина. Ајде. Катина. Отвори ја кутијата, ќе ни треба среќа, висока е. Луѓе, милионот е во игра. За него ќе аплаудираме. За него ќе аплаудираме. Ситуацијата навистина е многу интересна. Доброто е што милионот не е во игра. Илија отвори горе 100.000, Катина ти отвори 250, Ангела ти отвори 65.000. Во право си бил со десната страна, навистина. Навистина. И штета што и те се одлучи за Катина, не за некој друг од таму. Девојки, не изреагиравте никако, веќе причекав малце. Како стигнавме до овие кутии, зошто Гоце? Мислам, пак ќе кажам, милионот не е во игра, тоа е супер. Ама мора да остане. Се не дојаваме. Дека ќе остане. Добро, имаме ли некој од овие кутии за чување, кажувај сега? Барем една или повеќе? Принципија немам број за чување. Ниеден? Ниеден. Па дали е можно? Да. Ќерките мои сака. Што сака? Помалата ќерка сакаше број 7 да ја чувам, а големата број 12. Добро. По колку имаат девојчињата, по колку ден имаат? Ана има 7 години, а Илина 11. 11. Да. Добро. Дали мама знае за овие бројки? Да, да. Тоа му беше поздрав од синоќа. Му беше поздрав од синоќа, добро. И за сега, како што гледаме, седумката Сакале Нејќеле ќе си ја чуваме нормално. Магдалена ја чуваме. Ова и за сега и во ред. Имаме уште бајаги за отворање. Милионот е во игра. Нека остане. Баш. Па, отворивме две. Знам дека отворивме. Вели, сепак има добра понуда, иако ќе имаше многу подобра. Да. Да. Убава е понудата. 2 рунди имаш до крај. Ако одбиеш една, мораш да одиграш. 3 од ова минско поле да погодиш. Освен ако девојки, не мислите дека милионот кај него? Тој момент не го скоментиравме. Зошто да не? Па сериозно. Она е среќлија. Среќа, не, а? Да. Браво. Ќе видиме колку. Ако ја одбиете, оваа понуда ќе се одигра уште една рунда, многу важна и мора многу да се внимава. 50.000 денари е понуда.
Двајцата направивте различни гримаси, твојата супруга имаше она, како се вика, да, happy face, она као супер, ама тој некако не ми е задоволен. Некако, не. Не, а? Добро, само да те подстам една работа. Ако е милион кај тебе, супер. Ако не го отвориш, супер. Ама ако го отвориш, 50.000 нема никако да стигнеме. Што размислуваш, Гоце, кажи ми, знам дека ги гледаш сега луѓево, Гледам што да отворам. Да видиш кој има милион ако не е кај тебе. Понатаму, што да би отворил. Ајде. Поддршка, што ќе кажете вие? Прв пат ви се обраќа. На крајот на емисијата. Што велите за понудата, девојки? Ајде сега искрено. Понудата искрено е солидна. Не е за подценување. Со оглед на фактот дека само милионот е висок, може би треба да размислиш. А може би и не. Тетка? Тетка е коцкар, ја би рекла иди дале. Да, ама сепак одлуката е не. Тој одлучува. Да. Ако ти се ризикува, ако не си задоволен со овие пари, со Ненад се гледаат, се прашуваат, со кого друг или со некој друг, со кого? Баш таму гледам. А, во кутијата на Ненад. Да. Што викате да идам? Јас што стар четворката ми е. Ти си роден на четврти, не знам. Јас знам дека сум роден на четврти. Да, ти емче. Ние не знаевме, сега дознавме. Да. Роден е на четврти, една од причините зашто го чува Ненад е и тоа. Па не, у принцип сега тетка ме подсети. А те подсети кога си роден, не ти ни текна тоа, добро? Да. И Емилија на четврти. Ете, уште некој е на четврти. Која е Емилија? Керката моја. Керката. Братчетка, најмалата. Единец. Ти си Мене ми е единец? среќа. Не, тетка, братучетка ми е единец. А, она е да. И најмала братучетка, кажано. Аха. Поздрав до Неза. Што ти правиме со понудава? Понудава? Прашувам. Може. Што ќе ми каже? Ја мислам ќе продолжи. Ќе продолжи? Мислам. Сега ќе видиме, милионот е во игра. И се надевам дека ќе остане, се надевам дека има тој во неговата кутија. Ако продолжи, не смееме да ја отвориме. 50.000 денари, кажи дали понудата важи. Не важи. Браво, Гоце! Секоја чест, меѓутоа тука имаше и поддршка од поддршката. Затоа е дојдена. Луѓе, браво! Ќе имаме наистина интересна и неизвестна емисија до самиот крај, благодарение на Гоце. Гоце, предпоследна рунда, една висока, нека остане во игра. Почнувај. Гледам Сања. Од која што се плашеше? Да. Абе, не Сања, мора да е ако не е сино. Ниско црвено да биде. Која кутија? Сања. Дефинитивно. Многу интересна ситуација. Сања, се надевам дека ти си во право, отвори кутијата. Браво, 5.000. Секоја чест на Сања. Му рече, слободно отвориме. Немам ништо високо. Браво. Имаме ли јуна како Сања? Од преостанатите? Да, Раде. Раде? Која кутија? Раде? Не, Не? нема да го играме. Добро. Јунакот ни е тој. Ништо, Ненад. Број Само 4. малку број 4. Една се гори. Отвораме? Да. Многу интересна ситуација. Скоро сите му велат не. Тој вели Ненад, отвори кутијата. Се надевам дека не грешиме. Ненад, отвори кутијата. Браво! Само 5 денари. Одлично. Браво, Гоце. Се врати во форма, како многу пати кога погодуваше за неговите другари овде. Луѓе, последна многу важна кутија. Ако не отвориме милион, кој што може би кај него, добиваме одлична понуда. Уште колку треба? Уште една.
Добре. Добро е. Која кутија? Теа? Што ќе кажеш ти? Теа кутија бр 22. Избегнува Теа да кажува своje мислење. Посебно не сега. Најважната кутија. Па ништо, ќе видиме што има. Дефинитивно. Дефинитивно. Девојки? Гледаме. И јас чудам да видам. Не можам да ги чекам рекламите. Кај Теа одам, така? Да. 100%. Остануваш на тоа? Да. Теа мислење, само мислење. Мислиш дека сгреши или не? Дека не сгреши. Дека нема да сгреши, добро. Раде? Упс. Добро. Не кажувам јас. Само ќе ти кажам дека е црвена. Да сме живи и здрави. Не, па добро, црвена, тоа што значи 3.000, 7.000, 20.000, а значи и милион. Така, било Така е, што така може е. да е. Девојки, која ќе да знаеме што има таму? После рекламите. Одиме со реклами. Исклучително интересна игра на нашиот надпреварувач Гоце од Скопје, кој што одби 50.000 во претходната рунда и ја игра предпоследната рунда. Релативно храбро, има само една висока, тоа е милионот. И добро знаете дека пред рекламите ја одбра Теа и незината 22. Она што можев да го кажам е дека е црвено. Колку е црвено, дознаваме сите заедно. Ако е милионот, играме за 20.000 денари, а ако не е за една убава понуда. Теа, отвори ја кутијата. Како си, Гоце? Јас? Супер. Добре. За малку немаше да бидам супер. Аплауз. Браво. Навистина одигра храбро, прилично сигурно, особено кај отворањето на четворката, каде што јас, да ти кажам искрено, мислев дека има некој милион. Девојки, добро одигра. Добро е. Некој ќе оди во Египет. Ја чувствувам се. Кој ќе биде не знам, ама некој ќе оди во Египет. Можеби за 4 цикл ќе нема. Да. Но за Египет има сигурно. Египет каде што ќе возите 4 цикл. Тоа беше планот. Така ли беше? Мислам дека тоа е најдобриот план кој што може да ни се случи. Си се плашел од авион? Да. Од авион, од возење, летање. Да. Го надминали тој страв, зашто за Египет ќе треба со авион да одиш? Па да. Го надминали стравот? Да. Имаше турбуленции првиот пат? Па да. И? Првиот пат кога се качив во авион. Добро. Имаше ли паника, имаше Ми ли... кажа дека ќе има турбуленција, ама ја не очекував дека до толку... Така, се напили нешто? Не. Турбулентна Мораше ти мушки беше... да издржиме. Турбулентна ти беше и оваа игра, на вистина Баш така. феноменална предпоследна рунда. Како игра, имаме право и на уште една последна рунда да се одигра. Оваа сидомка има голема веројатност да има некој милион. Ама ајде. Па седмица. Кажа дека ти е важна. Банкару, па доста беше опуштен. Нервирај се сега малку ти. Турбуленции на сефот му правиме. И на тебе. Вади пари. 100.000 денари. 100.000 денари, затоа што единствената висока е милионот, убава е сумата, меѓутоа, нормално, следната ќе биде уште поубава. Кажи, Не бе Раде? зашто да бегам, полека ќе идеме. Не е украл ништо. Нормално. Човекот си ги заработил честно. Ти се игра, признај. Да. Признај. Искрено ми се игра. Гледам. Девојки, дали сте за играње? Па они не се. Дали... А, не Кој што се. ги гледам. Па не, затоа што ако Добро сгрешиш... не гледаш.
Слушај, ако сгреши наместо во Египет, стварно позади ќе одите да возите 4 цикл. Ама да сме живи, да. Не е тоа страшно. Па сумата е 100.000. Убава. Нема збор. Чиста. Чиста, точно. Чисти 100.000 денари. Имаме 23-ка. Може да направиме 200? 23-ка не би играл. Чекай да не стигнавме до таму, полека. Поред. Дали ќе се размислуваш многу за 100.000 денари? Не. Дали тоа значи дека ќе одбиеш? Не, ќе прифатиме. Значи, па кажи не. Ја викам, дали значи дека ќе ја одбиеш, ти кажи... Не, ќе прифатиме сумата. Е, така. Сумата си е супер. 100.000 денари со милион во игра, кој што е можеби во неговата кутија или кутијата што би ја чувал до крај. Кажи дали важи. Понудата важи. Сепак важи. Понудата е прифатена и еве ги гледам во Египет качени на 4 цикл со марами, уживаат, се сончаат, се бањаат и така натаму. А банкарот после ова емисија ќе го пратиме позади, он таму нека оди. А сега луѓе, последна рунда многу ме интересира, многу ти си играше, те видов, ама не се ризикуваше. Повелите молам како ќе одиграше. Не смеше од джината, ептене тука, да не беше тука, може ќе играш. Не, искрено да. Се шегува. Би ја играл десетката перица. Така ми беше планот. Ајде, перица, а како остана перица случајно или? Па да, случајно. Отвори ја перица. Сакав и претходно да ја отворам. И ти збешиш? Баш сега мислев на последнава кутија да го отворам перица, ама Сега, ќе сгрешеше многу. Гледаш, браво, во вистински момент, од нигде никаде перица ни изненади со милион. Ајде, тоа што одиме до крај, веќе лабаво. Евгенија исто така ми беше малце Сомнителна. сомнително, да. И не за ќе играв така, Да, поред. отвори ја кутијата, Евгенија. И која е последна? И последна Раде школски. Кој дае ти во твојата кутија? Ради ти е школски? Школски. Па што не кажав ти до сега? Еве се ја кажуваме, не можам со вие луѓе. Каде е? Заедно учевме у Димитар Влахов. Добра. Да. Во исти клас. Исти клас? Да. Се дружевте ли тогаш? Па да. Да, баш убаво. И случајно се најдовме тука. Отвори ја Раде кутијата, ќе ти отвореше Раде, гледаш само 30 Раде, твојата денари. интуиција. Да. Мој Раде, па како беше онак? Што ќе каже, ние спротивно треба да играме. Баш така. Луѓе, одлична партија. Во неговата кутија има или 3 или 7.000 денари, тоа значи дека одлично сме ја продале неговата кутија и браво за нашиот надпреварувач. Добиваме понуда која што тотално не ни интересира, но нормално да го испочитуваме редот. А 23-ката ќе ми биде интересна без разлика дали ја игра или не, чисто нака ме интересира тој крај. Меѓу 7 и 3.000, пак ќе кажам, фино, види, тебе како ти тргна, така си продолжи, така си заврши, тоа е една од тие игри, убави игри за наша среќа, а за несреќа на банкарот, кој што сега онака со пола уста ќе ми ја каже понудата од 5.000. Ќе беше прифатено или ќе играше до крај? Нормално ќе идевме до крај, што не се... Отвори ја кутијата. Леле, браво. Ајде, Магдалена, отвори ја кутијата со број 12. На вистина, браво, она што ме интересира е се смеат сега. Одлично. Така се смеат како што имаше во кутијата и така натаму. Значи 23-ката ќе се игра дефинитивно или не? Бидејќи 100.000 можат и 200 да станат. Не. Можат и 50, ама и ништо да не биде. Да, знам, но 23-ката... АБВГД, која би ја играл? 23... Да. В. Повели. Рече В дека ќе. Кажав уште дома, ако би ја играл 23 В. Ајде. Доколку ја играв, овие 100.000 денари, ќе добија плюс бонус. Што вели тетка? Реков дека е среќлија. Дека е среќлија, во право. Кажавме дека ќе биде бонус уште дома. Уште дома кажа. Малата ќерка ми рече, тогаш телевизорот ќе биде кај мене. Добро, имате доволно пари да купите и телевизор и да пратите некоја честитка од Египет. Одлична игра Гоце, одлична партија на вистина. Не очекував искрено. Не очекуваш, а? Не очекував. Играв случајно, без шема.
почнав последните емисии да ги запишувам, но Го остави дома ливчето. го оставив дома ливчето, ќе играм како што ќе ми дојде. Браво. И стварно. Тоа значи дека си имаше и добра интуиција, а и секако и среќа. Да. За крај, што имаш да кажеш на овие твои другари овде, кого ќе поздравиш? Поздрав до газдата што ми овозможи да... Овој Монако што мислев јас. Да, баш така. Како беше Моноко? Монико. Монико. Добро, поздрав и од мене. Поздрав до сите колеги, поздрав до сите тука надпреварувачи, до вас, до екипата. Благодариме. Другарите што возиме, пријателите, 4 цикли што возиме, до брат ми, снаа ми, внука ми Лина, двете ќеркички нормално. Други се тетки, браќа, сестри имаш ли? Уште само брат имам еден. Така. Да. До бабата, дедото поздрав. Сите што сум ги заборил, поздрав до сите. Нека простат, возбудене, гост имаше одлична партија. Заслужено, не мог да му се лутите. Имате право само да очекувате да ве части, бидејќи има зашто да части. Да, Деве, фала ви многу што бевте тука. Доволно му беше што сте тука, нели? Знаеш дека има поддршка и затоа ни е драго што една толку ефтина кутија од само 3000 динари ја продадовме за колку гоца? За 100.000. Следната 250 до милион. Се гледаме во следното издание. Чао, чао.